и Верхушин познават и на улица, придуват луѓето, честитат и сите велат дека поред тој успех, дека ако Чифлиганец не бил, можеби не би добила сета оваа ситуација такви димензии. Коста, сите заедно. Поздравувам и се најубаво. Ти последните 2 месеца дома не беше од ангажман околу борењето. Многу слабо слушам, не можам да ви одговорам. Во последните 2 месеца ради ангажирање околу борењето не беше дома. И еве лично ти се извинувам, лично ти се извинувам што лично ти се извинувам како соработник и како добар пријател и колега ради борењето што не ти присуствувам на една твоја свеченост која не се понова 2 пати во животот, еднаш на твојата свадба. Али ти си голем човек и ми опрости затоа што во тој момент бев на снимање, односно да ја посматрам екипата на Тедаш во Анкарија. Али ете ми дозволам. Јас само знам и молиме Бога да не сум во твојата кожа тогаш. Благодарам, Коста, се најво на друштвото. Благодарам. И благодарен, биете поздравени. Каде стигнува повторно честитки, нас од режија ќе ни јават кога ќе е спремно. Димитриева Васка, честитки за успехот. Благодарам, Васка. Потоа господја Ѓурѓи од Подореш на Борач мајка, вели поздрав за гостинот и му посакувам се најубаво во животот. Да, и поздравам и граѓаните од Подореш. Зона, реков, Европска школа, но најверојатно, ете, повторно имаме гледач, минута кажи веќе за овој пат школа. се... Само да не забораваме Предност. за ќе Повелете, добро вечер. Добро вечер, Никола Чевуковски. Повелете. Посебни честитки до доктор Ванчо Чифлиганец и на целата екипа. благодарам, Никола. Само такви луѓе и требат на Македонија. Благодарам. Со такви граѓани додалеку ќе договориме. Ви благодариме на јавувањето. Пожелавам Доколку да- имате и прашање можете да поставите слободно. До господинот Чифлиганец. Ало, дали се слушаме? Ало, Да. а, Доколку имате прашање слободно поставите. мислам, пожелавам да идете на надпревар во Америка. Со еден авион од 300 љубители на спортот навивачи, зошто не се бориме во Медисон Сквер Гарден. Гарден или во Атланта? Наградите на шампионите се многу мали. Да се размисли за тоа. Замислите, се сретнуваат шампионите, например, од еден Њујорк и шампионите од еден Радоиш. Да. Каков е тај понос? А и тоа може да се случи. Човек мора некојаш и да биде оптимист, да не кажам да фантазира. Ајде, пријатно. Ви Благодарам благодарам на за јавувањето и поддршка. се најубаво и за вас. Ние да продолжиме таму каде што застанавме, господин Чифлиганец. Што се однесува до Европската школа, ќе правиме една систематска работа на овие таленти. Пред се до Европското првенство мора да се посветиме на Калаџиев, на Танчев и на Спасов и на Владко и на Сашко Лазаров да бидат носители костур на репрезентацијата. Ќе правиме школа на младинци, така да за 3-4 години мораме да донесеме ние медали од Европско и светско првенство. Телефонот постојано звони. А јас би сакал од Калаџиев, од Танчев и од Спасов еден да исполни олимписка норма, како би сега имали и олимпиец на Олимпијата од Радовиш. Добро вечер за кого? Ало, добро вечер. Повелете. Ало, Ало, добро вечер. не сум во програма? Да, во програма сте, повелете. Да, напрво би сакал да го поздравам гостинот Благодарам. и да му пожелам едни убави честитки за надпреварот, за организацијата. Меѓутоа, прво би сакал вака, до него лично, бидејќи е представник од општина Радовиш, кој се наоѓа во парламентот, лично да упати една критика до македонската телевизија, која што никако не даде една голема афирмација на ова мала, но голема држава. Значи, едно тоа е. А второ, би сакал, ако може Чифлиганец, Во право е. да успее на овие врвни руси, што се наоѓаат тука, во овој клуб, по можност, ако може, значи, пак велам, да им даде едно државјанство, барем на некој од овие такмичари. Ако е можно. Иначе на телефон е Ристо Мијалов, може он лично мене не ме знае, а може па се сеќава. Ристо те И знам. така, дали може на овие прашања да одговори и ова, например, ова порака нека биде упатена лично до парламентот. Ристе, те знам и со право го тоа поставуваш прашањето,
али најмалку му личи на Чифлиганец, на мене да го покренувам тоа прашање. Македонска телевизија имаше уште поголема дискриминација према спортот, према броењето Радовишко. Да. Али малку полека се коригира и мислам дека према успехот да вице шампион на Европа и европски шампион треба да биде застапеноста поголема, да онај граѓан го презентира како се навива, да онај Рудар кога финалето се остварува го остварил 150% производство, како издвојува од тие средства, како се радува секое дете во Радовиш. Со тоа они може да направат уште поголема мотивација на сите граѓани во Републиката, не само на дел од Републиката. Видете, мали деца, ние медали делеме, а они се борат, или на улица го сретне Верхушин или Голубовски, он покажува захват, он што го употребува. Има тука многу простор, многу елементи, многу факти да тоа се издигне на едно ниво што го заслужува. Со тебе се слагам. Вака сега, јас сакам Али, да се пазите, јас верувам кога ќе бидеме светски шампиони може тоа да биде. РТВ слушав цело време и стварно вака околу таа организација стварно постигнувате едно високо ниво, европско може и светско, меѓутоа мене тоа не ми се допадна. Конкретно гледав вчера вака во Скопје, бидејќи таму и живеам, гледав на телевизија дават некои фудбали таму од општински лиги, некои светски првенства, не знам што ти таму. Тоа не мислам не личи. Ипак представуваме една држава која е пак што вика сите дека е млада, иако не е млада, сепак треба се чуе во светот за неа и требаше македонска телевизија да издвои барем најмалку 2 пати ретно да го дава тоа на телевизија. Требаше секој сегмент, публиката која беше надвор, која навиваше, која скандираше, секој интервју со секој граѓанин, јас реков имаше многу простор. Така да, али што да правиме кога сме од Радовиш, али Не треба тоа да го планираме дека сме ние од Радовиш. Не, ќе докажеме дека сме појаки, ќе докажеме, слушај. Негативност, да беше речеме клубот Вардар, еве, сигурно ќе дава. Да беше Вардар, да беше Пелистер, да беше Борец, да беше Да, јасно. Силекси, да беше Слога Југомагнат, тоа Балкан. Прашање само уште едно, не знам, јас разбрав дека вие ќе бидете во понеделник на телевизија Скопје. Гостин на телеспортот. Требаше да бидам, али не отидов. Ако бидете таму лично ќе се јавам до таму и ќе поставам тоа прашање. Не требаше да бидам, али не отидов од причини затоа што нема време, али сакав прво пред моите граѓани овде да се јавам и така. Ипак тоа треба да биде на поука за нашиот народ македонски. Ристе, со такви размислувања ќе одиме напред. Да, обавезно. Ќе ги отстрануваме тие. Благодарам. Ни благодарим уште еднаш. Ете, поддршката стигнува нашите Во тој смисол ќе правиме ние на европска школа и да Радовиш биде прав разсадник на спортисти и на борачи. Ова е основа, добар фундамент европската шампионска титула. Дали според вас условите во спортската сала ги задоволуваат тие потреби? Ги задоволуваат за македонски прилики, за европски светски прилики не ги задоволуваат, али тоа побрзо ќе го надминеме ние. Имаме сили, имаме срци и душа тоа да го направиме. Така да место во клубот за импровизација ќе нема, само за еден професионален однос во работата. Имаме повторно гледач, гледачка. Добро вечер, за кого овој пат? Добро вечер. Повелете. Катерина Калајджиева, мајка на Калајджиев. На јунакот. Да. Последно честитки за Ванчо Чифлиганец. Кате, благодариме. Се сеќавам на аголот кога ми честитеше кога се прегрнавме во салата. Да. На и вас се сега- добро сеќавам, на останатите не сеќавам, али се сеќавам. Дори сега мислам чувствувам победата и успехите, честитките таму у салата. Мислам, возбудена сум. Во неделата во Штип отидов кај моите и викат штета што тој човек не е штипјанец. И се најбаво и среќа. Благодарам, Кате. Молим. И према вашиот сопруг и према синот Николче. Многу е талентиран, има историска шанса, мораме да ја искористи и он сами од себе, и вие како фамилија, град и република. Он мора на следното европско првенство да биде на 52 кила, да исполни олимписка норма. Да. А тоа значи олимписка норма, Атланта да ја виде и ние радовишани да добиеме олимпиец. А јас гарантирам, ако биде на 52 кг, што се бореше сега, а може да биде неговата конструкција таква, со лекари, со тренинзи, и он ќе биде поносен и Радовиш. А со тоа ќе биде животно екзистенцијата ќе си ја реши. Да. Оти малку Николче покрај доброто што го има, некојаш знае да затаи, али верувам дека тоа затојување ќе му биде големо искуство во наредниот период. Да. А и ние како град, како спортски работници ќе стоиме за такви спортисти. Нема проблем. Благодариме и на вас како фамилија што дадовте допринос при овој успех. Преку Николчи што родивте таков син. Да, пријатно. Благодарим уште еднаш. Ете, ова
мораме да го прочитаме, господин Чифлиганец. Граѓаните на село Покрајчево се со вас, кои ви се восхитуваат на секој ваш потек. Благодариме. Ете, стигнуваат, би рекол, токму од месата каде што бевте избран. Добро, ние сме граѓани на општината, на државата, така дали секојаш водам сметка и на оние што ми дале директно допринос до верба, да дадам некој допринос да узвратам со добро. Рековте дека условите, но повторно имаме гледач, мораме да му дадеме предност. Добро вечер за кого? Добро вечер. На телефон Зоран Мицев од Радовиш. Повелете. Сакам да го поздравам доктор Ванчо Чифлиганец и да го Зоки, благодарам. честитам победата и да го прашам од колку години почна да тренира како борец. Зоки, имав, тогаш бев 6-то деление во јуни, тоа се со моите, значи, 12 години. Со моите 26-27 килограма почнав да тренирам. Имав 26-27 килограма. На ова општинското такмичење првата борба бев втор. Точно знам како ме победи едно момче од местната заедница Шипковица, го знам името. После на наредното пионерско првенство бев прв на 33 кила, на 38 и на 42 кила бев вице шампион на Македонија, изгубив од Ердич и со 44 кила настапив прв пат на 48 кила категоријата и тогаш го победив прв пат Лазаров, Минчо, кој имаше 28 години, а јас имав 14 години. Се сеќавам точно со брадата, што се вика ме избоцка, се сеќавам на Јовица, на Митето Тунџев, на Чичко Коста Бојаджиев, на тие во знак наводници најгрлатите навијачи во салата Партизан. Тоа како да се десило вчера, а тоа се деси 69-та, 70-та година на 8 март, пред 25 години. Ви благодарам, тоа беше се. Зоки, благодариме. Благодарим и вас. Гледачот повторно ми дава и мене една идеја, навистина може би не е место на застапеноста на државниот медиум, не беше на ниво господин Чифлиганец. Може, јас се потполно сложувам, тој е токму живее во Скопје и го забележал тоа, сигурно го боли Хордовишенец. Па го боли, затоа што ние кој дојде се правиме изворедни домаќини и така натаму. Видите, и они си прават еден собствен имидж, да не кажам бизнис, и они се растеретени со 1000 спортове. Тоа не мене погодува и нас ко граѓани не треба да не погодува. Важно со златни букви ние сме запишени во Европа. Златните момчиња европски од Македонија, од Радовиш, од Бучимјак. Сигурно и Важно, вашето време видите што е мерилото. Ние не треба да не биде критериум кој што кажал, како кажал. Кој спорт беше 12 минути на Евроспорт? Евроспорт. Беше финалната борба. Кој спорт беше у полуфинале? Беше полуфиналната со Чепел од Маđarска 8 минути. И на РТЛ. За мене е тоа мерило. А сега дали некој субјективно размислување дали треба да биде Радовиш или борењето или спортот, за мене е тоа мерило. Во секој случај, јас се надевам дека вашето наистина драгоцено време ете до максимум го искористивме. Доколку заборавивме нешто во овие моменти да кажеме, слободно повелите да кажете. Јас би сакал на крајот да кажам, би сакал и оваа желба да ни се оствари да учествуваме во светскиот куп и верувам дека позитивно ќе биде одговорено. Тоа ќе биде званично надмрвување од ФИЛА да се бориме за светски шампион, клупски шампион и верувам дека ќе се равноправно носиме и камо среќа па да бидеме шампиони на светот. Али јас, еве, ние како граѓани на оваа општина, сакаме преку спортот да ја афирмираме општината и републиката, да со спортот оде заедно и бизнисот, стопанството, да се градат едни односи во општината, дека заедно да бидеме појаки, без разлика на возраста, без разлика на кој спорт, без разлика на партиската припадност, на националната припадност, без разлика од кое предпријатие си, да заеднички го гаиме, да ја одржуваме оваа општина, не само преку спортот и преку стопанството. Сега спортот има еден подем во општината, тоа е борењето број 1, фудбалот, ракомет, кошарката, женскиот ракомет, каратето, да него и сега кој се пинг-понкот, шахот е сега спорт, не спорт, али ипак тоа е една активност спортска и така да заеднички сме појаки. Во секој случај неискрено ви благодарам што сепак најдовте време да дојдете во нашето студио да ги задоволите желбите, видовте и вие
колку само прашање имаше и што ги напишавме, додека разговаравме и самите јавувања, верувам да имавме сега 3-4 телефони. Еве, се заблагодаруваме и на луѓето кои се јавија, кои најдеа време да се јават, еве, значи, живеат со спортот, живеат со општината и на некој начин тоа е директна потврда дека овие луѓе што се јави и што не се јавија, кои се покрај екранот не поддржуваат, а тоа е голема уврска за нас и понатаму да не ги разочаруваме. Се надевам дека сите оние нагаѓања што иначе ќе се зборуваат, дали русите ќе останат, дали се, сигурно вие сте најкомпетентен, еве. Па ние ќе се потрудиме по член 11 за државјанство, за примање на државјанство, да некој од русите остане, да не представува на меѓународен план и така натаму. Сакав да кажам, се што ги интересира нашите гледачи може од ваш уста да слушнат овде во нашето ТВ. Да, и отворено беше овој разговор, непосреден, без така административно однесување и да еве целата психофизичка енергија која поседувавме, се што знаевме, се што умеевме, се што имавше мудрост кај нас ја искористивме и добро што тоа се валоризира во една златна европска титула и понатаму ќе се трудиме да даваме допринос со еден таков ентузијазам. Кога има ентузијазам, кога имаш знање, кога знаеш како тоа да го секош резултатите. И еве апелирам према нашите млади луѓе, пионери, да се бават со спортот, а јас од ова место би сакал и посебно према борењето и верувам дека ако се бават со борењето, не само што ќе имат успех во спортот, во борењето, и ќе имат успех и во другите сфери на живење, односно ќе поседуват една психофизичка енергија. Еве само замислете кој се бавил со спорт, конкретно со борење, и кога ги анализирате сега субјектите, секој има огромна психофизичка енергија. Значи спортот не е само резултат кога се бавиш со спортот, него и после во севкупниот живот. Јас уште еднаш искрено ви благодарам. Вам, почитувани гледачи, ми преостанува да ви кажам добра ноќ. И благодарам, јас се извинам пред да ја затворите, на искрената поддршка од сите љубители, од сите граѓани на општината. Сите дадоа голем допринос, дадовте и вие како ТВ Кобра, како ТВ Еби, Радио Радовиш, сите средства за информирање. Се заблагодарувам на комплетното раководство на Бучим кои стојат околу мене во Бучим, затоа што ми даваа голема поддршка за овие 5 години. Никогаш не се сомневаа во потрошење од денар за борачите, на илјадите бројни рудари, благодарам. Така да нема на кого да за овој успех, покрај тоа што еве потенцира се успехот Чифлиганец клуб, на раководството на Бучим благодарам, на клубот на Сусино, Гаврило, Поцков, Тунџев, Дамбов, Вучков, Ангелов, тренерот на стручниот штаб кој е доста квалитетен и така натаму. На сите граѓани. Таков успех се постигнува со до голем број на луѓе, со големи луѓе. Да сам човек да биде генија, да биде од гранит, да биде од дијамант, не може да го постигне. Ако го има луѓе, има и успех. И во тоа успеевме и потврда овој пехар кој символизира, тоа е земјината топка. Јас морам да кажам, пишува ФИЛА, Светската борачка организација, овде пишува Европската организација КУП. Тоа е, значи, земјината топка, човечанството го символизира, али да не забораваме, ние сме сега шампиони, прави само на овој дел. А Македонија е овде. Ние сега ќе настојуваме да бидеме шампиони за целата земјина топка. Ова е викторија, победа, символизират овие мир, дружење. Ова е уникат, оригинал, на друго место нема, ниту во продавница, ниту некој фришоп може да се купи. Само еднаш се изготвил и по втор пат нема. Тоа не е пехар, него тоа е куп. Така да... Ето и тоа го одговоривме. Е позлатен. Сигурно ги интересираше нашите гледачи што символизира. Вие рековте во понеделникот, веројатно сите не можете да го гледаат тоа. Навистина ви благодарам. Тоа е дар на Радовиш, дар на Македонија. Тоа рековме останува со знак. На сите добронамерни срца, на добронамерни граѓани, тоа е дар. Тоа треба да го чувствува секој граѓанин на Радовиш и секој граѓанин на Република Македонија. Тоа ретко доаѓа во витрините од Европа во такви места и да не кажам еднаш секоја втора година се доделува на првата екипа шампионска во Европа. Еве, ние после 25 години го добивме. Јас си благодарам и се надевам дека ќе се видиме или пред или по одржувањето на светскиот куп. Јас сум оптимист, мислам дека вие сте и способни, не само вие, да го остварите и тоа. Светскиот куп
макар да се борим, дали ќе биде тоа една борба или две, па овде нови пехар да го додадеме и освојањето на светскиот куп. Ќе настојуваме и лека ноќ на граѓаните, на гледачите и посакаме. Ако некаде погрешивме, се извинуваме. Јас мислам дека вниманието... Ако на нешто не одговоривме, во друга прилика одговориме и не мора преку екранот, може во комуницирање, секојдневни, непосредни, а мислам дека непосредноста е најголема величина, врлина на еден човек. Верувам, почитувани гледачи, бевте задоволни, продолжите и понатаму да следите програмата на ТВ Кобра, од оваа место, добра ноќ.